Почитувани, црнилата девастацијата на Република Македонија, ова економско цунами, коруптивноста и криминалот заради безидејноста на октруираната власт за една намена, добија потврда и оцените од Forbes. Сега Република Македонија е на 68-то место, додека за споредба 2014 година била рангирана на 31-то место како најдобра во регионот. И сега доживуваме огромен пат. Тешко стекнатиот меѓународен рейтинг на Република Македонија, оваа власт го топи како воопшто да не е грижа за утре. Па и не е. Само од минатата година, според оваа листа на Forbes, има пат од 5 позиции на листата на држави за водење бизнис. Корупцијата на оваа влада, која наместо да се бори со корупцијата, дури и предизборно ја поттикнуваше, ја однесе Република Македонија дури на 97-то место. Најмногу забелешки Forbes има за владењето на правото, нееднаквото спроведување на законите. Дури и она што не задржало да не пропаднеме повеќе на оваа листа како Република Македонија, ниските даноци, оваа црна власт се погрижи да тоа биде урнато следната година. Забелешките за големата застапеност на сивата економија до година, со даночната политика и политиката само кон зелените пазари, ќе бидат дополнително страшни. Оценката на Forbes е потврда на сите стравувања и укажувања од опозицијата, на сите забелешки за кои оваа црна власт остана глува и продолжи со тендери во 4 очи, со милионски коруптивни договори во секој владин сектор и ресор. Но затоа пак, вице-премиерите вчера добија покачување на платата. Од оние за одбрана и безбедност, Шекерински и Спасовски, преку Османи за евроинтеграциите, до вице-премиерот за економски прашања и иновативниот Кочо Ендјушев. Покачена плата од 8.000 денари месечно, покачувања додека сиромаштијата зема замав, а спиралата на поскапувања врти. Поскапувања на поевтиниот леп, како што оцени иновативниот Кочо Ендјушев. При тоа, почитувани, додека Република Македонија паѓа на светските рейтинг листи за тоа како треба да се води бизнис и е доказ за општата состојба во Република Македонија, на сила се турка закон со кој секое јавно предпријатие во Република Македонија, секое државно, но и секое општинско јавно предпријатие, треба да добие да се донаполни со партиски функционери, со заменици директори, кои што би ги менувале директорите кога тие би биле одсутни. Па се поставува прашањето колку може да отсуствуваат директорите за да мора да бидат назначени нивни заменици, функционери со своји кабинети, со своји секретарки, советници, шофери и секако можност за апанажа. Почитувани, вакво расипништво, вакво самоволие, ваква однароденост е неприфатлива во Република Македонија. Си покачуваат плати, ја партизираат секое пора на општеството, сега се измислуваат функционери за да се цица буџетот, за кој што раката на оваа власт се подлабоко се вовлекува во и така испразнетите джебови на народот. И уште дополнително ке велат дека се срамат од македонскиот народ со навреди и скомплексирана нација. И потоа уште се наметнува идеја, подкрепена и од Талат Џафери, дека пратениците морало да бидат згрижани за потоа, цитирам, да не буричкале во контейнери. Почитувани, ова нема поинаков опис, освен тотална бесрамност и негрижа на власта и владеачкото мнозинство за државата и за сите нејзини граѓани. Ова црнило, предизвикано од натурените криминогени ликови во власта, мора да сопре, а тие мора итно да заминат. И ќе одговараат за сите дела, пред правото и правдата, пред суд, кој што нема да е прислушуван и во пупката на Зоран Заев. Ви благодарам.